Во време кога децата се почесто времето го поминуваат пред екрани, 9-годишниот Јован е вистинско освежување и инспирација. Со насмевка на лицето и книга во рацете, тој веќе може да се пофали со неверојатна бројка на прочитани книги. Љубовта кон читањето кај Јован започнала уште од наерана возраст. Мојата љубов кон читањето се роди кога имав 3,5-4 години, тогаш почнав сам да читам, самостојно да читам книги. И тогаш се посветував само на бајки и тие ги читав по многу пати. Кој ти е омилен лик од книгите кои што досега ги имаш прочитано? Мојот омилен лик од книгите кои досега ги имам прочитано е Джеронимо Стилтон, еден трапав глушец што секогаш може да реши некои мистерии во еден градот на глувците. А каде сакаш најмногу да читаш? Кое ти е омиленото место за читање? Моето омилено место за читање е опуштен во спалната или детската соба. Денес книгите се неговиот омилен свет. Свет во кој секој ден открива нови авантури, ликови и знаења. Омилени места му се книжарниците, библиотеките и сајмот на книга. Најголема поддршка ми даваат мајка ми и татко ми за читањето, бидејќи тие секој ден, кога јас им викам да одиме во книжарница, тие ми посветуваат внимание, ме носат во книжарница, ми помагаат која книга да ја одберам. Покрај читањето, Јован е и одличен ученик и никогаш нема добиена пониска оценка од 5. Тој е пример за своите соученици. И сега во училиштето ни се одвива напревар на книги и јас сум тој што ги значи има една папка со многу листови. Како место за пикање листови. Има листови за запишување книги што си ги прочитал. И секој дете кој ти даде најмногу листови до 10 јуни на мене, јас ќе ги соберам, ќе му дадам награда книга. Одлично. Сепак, значи, треба да се потикнуваат дечињата, односно ти ги потикнуваш дечињата, нели, за да читаат. Се замислуваш некогаш да напишеш и ти некоја приказна и каква би била таа? Да, кога ќе пораснам, мислам дека сакам да бидам писател. И дома веќе почнав да пишувам некои мали текстчиња, ама тие не знам дали се доволно добри за да се стават во книга. Каков би бил лик од тебе? Може да ни опишеш нешто? Каков лик би сакал ти да напишеш, да изградиш еве во твојата приказна? Се уште не сум размислувала на таа тема, но би требало да биде сличен како мене. Како ќе се опишеш? Јас како ќе се опишам? Да. Па како посветен во книгите, исто така сакам и шах да играм, свирам гитара, играм тенис секој вторник. И си одличен по математика? Да. И одиш на надпревари по математика? Да. И порано и завршив 10-ти левел од Brain on Brain, го завршив тоа и добив 3 медали од тоа. Еве ги 3 медали. Вау. Од Brain on Brain по напредварите. Браво, Јован, секоја чест за тебе. Ти си навистина еден пример кој што треба да го следат сите дечиња, не само од твојата генерација, но и сите останати, како помалечки, така и поголеми дечиња. Што би им, еве вака, твојата порака која е до децата кога станува збор за читањето? Мојата порака кога станува збор за читањето до децата е дека читањето го развива умот и расплодува фантазијата. Треба да читаме, бидејќи тоа може да ни научи многу нови зборови што не ги знаеме и да ни помогне да си развиеме речникот. Што би им препорачал на децата кои што не сакаат да читаат? Јас би им препорачал на децата кои не сакаат да читаат да пробат да читаат помалку за секој ден и ќе видат дека ќе им стане интересно, бидејќи читањето не учи на многу нови работи. А која книга би им ја препорачал на децата од твоја возраст? На децата од моја возраст би им ја препорачала книгата Джеронимо Стилтон. Таа се зборува за еден глушец кој
кој е многу несмосен и секогаш може да реши многу мистерии. Може ли да кажеш и за твоите останати омилени книги, кои ти се вака? Знам дека имаш многу, но некој еве да ни споменеш. Колекцијата од кинеска литература, тие ми се многу интересни. Внатре има кинески мали приказни за деца и тие ги читам. Потоа, колекцијата на Шерлок Холмс сум ја прочитал пред многу време и им ја препорачувам на децата што имаат моја возраст, отприлика 9-10 години. Потоа, да им ја представам колекцијата на волшебните, тие се зборува за различни деца кои секогаш ќе најдат нешто волшебно, како например волшебни очила, волшебен скейтборд, волшебни обетки и тоа ќе ги направи нешто посебно од другите. Потоа би сакал да ја представам мојата прва колекција Мица и пријателите и во таа книга се зборува за едно девојче Мица и нејзиниот брат Јован кој има посебни книги со зборови што секогаш луѓето ги употребуваат секојдневно, како на пример се плашам, што не знам уствари. И таа ми беше првата колекција како дете, но се уште не можам да најдам една книга од таа колекција. Јован вели дека после секоја прочитана книга се чувствува многу убаво, а ако книгата е многу интересна, веднаш почнува одново да ја чита. И така по неколку пати. Едни од моите омилени книги, значи, оваа книга или на Итраните на Бабин Зап од писателката Хана Корнети. Јас бев на оваа книга промоцијата и таму зборував како промотор на оваа книга. Потоа, Децата од Бучно село. Кога оваа книга татко ми ја купи за Нова година и кога ја прочитав првиот пат, многу ми се допадна и цело време ја читам многу пати. Колку пати имаш прочитано? 10 повеќе. И Поликсена со прасето, таа книга не знам од каде ми е, ама ми е не знам од каде ми. И Да ти е омилена. Да, едно од омилените се зборува за едно девојче со едно праше што ќе мисли дека не е ќерка на всушност на тие родители што и се, ама на крај ќе се случи еден пресврт кој ќе ги бара нејзините вистински родители. Неговите родители велат дека уште како бебе омилени играчки му биле сликовниците и книгите кои со внимание ги прелистувал, а веќе на 4 години почнал и самостојно да чита. За нас е голема привилегија и чест да бидеме родители на вакво дете. Не само заради неговата љубов и пасија кон читањето, туку пред се заради неговата висока емоционална интелигенција, а воедно и големата скромност. Љубовта кон книгите му е вродена од раѓање, можам да кажам. Многу рано забележавме дека наместо со играчки, тој прво посегнуваше по книги или по букви кај што ги наоѓаше. И кога ќе добиеше некоја книга, се врзуваше со неја, седнуваше и ја прелистуваше, иако не знаеше да чита. Многу рано научи да чита, меѓутоа не сакал да ни каже дека научил да чита толку рано, не чекал да му читаме ние, да продолжиме да му читаме секој ден, за да не престане тој процес. Еден ден имаше околу 4 години, ми кажа: мамо, денес ќе ти кажам нешто, мислам дека ќе плачеш, меѓутоа сакам да ти кажам една новост. И почна да ми чита книга од бајки, од сказни. И јас навистина се расплакав, бидејќи читаше совршено, со совршена интонација, беше многу мал. Го прашав зошто не се ни кажал досега дека знаеш да читаш, рече ми беше многу убаво кога вие ми читавте и не сакам тоа да престане. Ние му рековме нема да престане, ќе продолжиме и понатаму и буквално во секој ден во одење во градинка, тој носеше различна книга. Ние моравме секој ден да обезбедиме различна книга од претходниот ден, затоа што децата ја знаеле претходната книга и ја виделе. Во градинка читаше на децата заедно со учителките или он, на секој одење во трговски центар, ние одевме во книжара и понекогаш му дававме некоја рамка во смисла на тоа дека ќе влеземе сега, ќе можеш да купиш 3 книги и избери си ги тие 3 книги. Кога почна да ги разгледува книгите, ќе застанеше со солзи во очите и викаше: ама може ли плюс и овие другиве 2-3? Ние му рековме: добро, ајди тие 2-3 земи ги.
и со солзи во очите ќе рече, ама таму видов некои книги што ги нема, ама децата ги имаат, сум ги видел, може ли тие? И ние во секое влегување во книжара излегувавме со 10-15 книги. Како што излегувавме од книжарата, одејќи на кај дома тој веќе почнуваше да ги чита книгите, и додека дојдеме дома неколку веќе имаше прочитано. На секое одење на одмор, било каде и да патуваме, ние мораме еден куфер со книги да носиме, бидејќи ако таму се случи да немаме книги, ние немаме што да правиме. Значи се чита на плажа, се чита во кола додека патуваме, без разлика какава е дестинацијата. Ние како родители се обидуваме да му го возможиме тоа колку што можеме повеќе, но навистина ние сме зачудени од брзината со која што ги чита книгите. И во смисла на тоа дека ќе купиме пример 10 книги за една недела, сите се прочитани, тоа некој од нив по неколку пати. А воедно оди во школа, има контролни, оди на надпревар математика или учи за математика, оди на брено одеше на гитара, учи шах да игра, и ние велиме кога го правиш тоа? Тој рече, за јас кога сакам да се релаксирам, тогаш ги зимам книгите да се релаксирам. За него тоа е најголемата релаксација, а воедно е најголемата казна, му представува доколку ние му го ограничиме читањето. Затоа веќе престанавме да го ограничуваме од тој аспект, сега е само ограничено кога ја да не сме да чита. Во минатото и тоа му го ограничувавме и вака држеше книга невидлива пред себе, за да чита невидливата книга додека јаде, бидејќи му беше забрането да чита вистинска книга додека јаде, барем за да јаде. Јован е скромно дете кое никогаш не се поставува надмено над другите деца дека знае нешто повеќе од нив. Деневно може да прочита и по 3 книги од по 200 страници. Јас можам да кажам дека тој чита побрзо од мене и од Маш. Значи, неговата брзина е нормна. За време на викенд, еве, например, кога бевме на сајмот, сајмите се чекаат целата година, сајмот на книга, и кога бевме на сајмот, моравме да одиме секој последователен ден, да не сме пропуштиле некоја книга на сајмот. Таму работеше и на штандот на култура и беше многу среќен што работи на штандот на култура. Животна желба му беше да работи на лето во книжара, бидејќи така ќе можел на рад да си ги чита сите книги додека ги продава книгите. Но имавме преку 25 книги, тоа беше четврток, петок, веќе до понеделникот 18-20 беа прочитани. Кога го праќаме во школа, ако понесе книга, го прашуваме што правите во школа, како помина, јас сомелев книгата. Ние го прашуваме за школа, тој зборува за книгата. Наставничките му даваат простор кога ќе заврши со пишувањето, да си продолжи со читање на тоа што го понел. Имаат навистина големо разбирање за него, а со тоа ги поттикнува и другите деца, нели да читаат и да почнат да навлегуваат во ова истражување на книгите. Приказната на малиот Јован е потсетник дека книгата останува најверниот пријател и најголемиот учител. Можеби токму неговиот пример ќе ги инспирира и другите деца да ја отворат следната книга и да ја започнат својата авантура.